За убав изглед не се потребни многу пари. Потребна е желба и креативност, па така секој објект станува волшебен. Најубав според изборот на општината годинава кога во прашање на овогодишната декорација беше куќата на Маневи во приградската населба Три чешми. За оваа работа е што е потребно е да имате желба, да имате малку креативност, а најмалку финански средства. Но она што ми е посебно драго во овој момент е тоа што сепак сме представници на приградска населба и со тоа сакаме да покажеме дека и таму луѓето сакаат, а бога ми уживаат убавите работи. Годинава по втор пат од институциите најголема креативност покажа Штипскиот универзитет. Ова што го направивме е само еден скромен обид да дадеме едно препознатливо светло и за останатите институции, особено оние од воспитно-образовната дејност, да бидат институции кои што во тој период пред Нова година и после Нова година ќе прават едно украсување со цел создавање на еден подобар амбиент за празниците кои што се во тој период. Иако се уште во изградба, кога во прашање декорацијата се погрижија и акционерите на трговскиот центар, како обид да докажа дека лошиот имидж на овој објект веќе ќе биде минато. Инспирацијата е да кажеме трговскиот центар претходно беше една, како што претходно кажа градоначалникот, беше една да арангираме на централна депонија во градот. Старата градба кон сето тоа придонесуваше само за таа неугодна лика, поготово кога ќе дојдат од страна, дали тоа жители од Македонија или од други држави. Спрема тоа, ние се надеваме дека ќе бидеме горди на сето тоа што е било негативно, неугледно, нечисто, значи ќе го нема. Изборот на најдобро украсен објект во Штип се прави секоја година на повик на општината, а најинвентивните добија и скромни подароци од градоначалникот.